редакцијата на весникот Преспа организира денеска тука во Тирана промоција на едно 4 книги со македонски автори, кои што се работи за дела на македонското малцинство во Албанија, што имат придонесено во ово албанско општество. Книгите се од разни полиња на животот, од историја, од култура и од медицина. Значи, целта на редакцијата денеска е да ги собери на едно место сите македонци кои што живеат низ цела Албанија. Така што и програмата во својата содржина ги има автори и од македонците од Гора, од Голо Брдо и од Преспа. Со сето тоа, не треба да ги делиме на ваков начин. Зборот или проблемот што постои во редакцијата, по секоја цена сакаме да створиме едно обединување на македонците во Албанија и тоа обединување ќе го вршиме преку разновидни активности. Ова е почеток на редакцијата на весникот Преспа, кој што на ваков начин ќе сака да ги обединува и на некој начин да му го отстраниме стравот на нашите интелектуалци дека ние постоиме во албанската држава, дека ние придонесуваме во албанската држава, пошто и како политички субјект што постоиме во Република Албанија, треба навистина не очекуваат големи сериозни работи за нашето постоење. За да ни биде подобро реализиран овој проект, ги поканивме авторите за да биде навистина успешно. Ние мислиме дека редакцијата на весникот ќе ја води ова работа, меѓутоа за делата на нашите македонци што творат, денеска се натоварени луѓето кои што седат до мене за сите автори. Како прво и основно сакаме да почнеме со господинот Мехмет Оџа, македонец од Гора, покрај своето творештво на вистина има голем придонес во нашето движење за македонските работи, значи долгогодишен активист за нашите македонски работи во Албанија. Потоа, сакам да му значење да му се дај на господинот Фоте Никола со својата книга кој што му има посветено на двојазично литературните творци на македонското малцинство во Албанија. Тоа е книга и на албански и на македонски. После одиме со книгата монографија на професор Стилјан Апостоли, кој што пишува за Горна Горица, кој што таа Горна Горица за нас македонците е символ на опстанок. Меѓутоа, после одиме со творештвото на доктор Ристо Пандовски, кој што навистина значено придонесува во албанското општество со книгата Мануал за прва помош на секој човек што живее на овој бел свет. Книга е Гора и гораните. Содржање на оваа книга има една слика етничка култура на крајна Гора, што се наоѓа на Кукус, Драгаш, околу Призрен, 9 села се во Албанија и 20 други се 2 во Македонија и некои во Косово. На оваа книга се евидентира све етничка култура и језикот во Гора. По македонска култура, што се исчувала језик и култура
на многу векови од притисоци, византиски притисоци и на време комунистско, кога беше забрането да зборуваат по македонски јазик, тоа се исчува и резистира да биде јасно дека не може ништо да се престанува кога народот има волја да зборува на мајчин јазик. Тоја книга има едно слика на физически преглед, на геолошки гражба и што е на фитогеологија, фитогеографија на сите планини на Калабак, Шарпланина и другите планини што се наоѓаат во гора, Коритник и Гелица. Тоа живеат нашенци што зборуваат по македонски јазик. Сите топонимите од местата се собране на преку 40-50 години и стоят исто такве по македонски јазик.